Тешкото. Зурли штом диво ке писнат, штом тапан ќе грмне со подземен екот. Во градиве зошто жал лута ме стиска, во очиве зошто ми навира река. Та гризам јас усни, стегам срце клето да не пушти вик. О, тешкото. Во овие гениални стихови на големиот македонски поет Конески, како да е собрана сета експресија, сета символика, сета со векови акумулирана семантика што ја носи и ја буди највозбудливото и уметнички најсилното македонско оро, тешкото. Што е тоа што предизвикува трепет во срцето на македонецот? Која е причината да се измами солза од неговото око? Кои се пораките и значењата што се кондензирале во таа куса форма на гениалниот народен творец? Речи си и да нема сомнеш, дека допирот со писокот на зурлата и со звукот на тапанот, дека сликата на сериозни, цврсти, достоинствени мажи, кои со вкочанет поглед и со бавни и тешки чекори започнуваат оро, ги буди спомените заспани во колективната меморија на македонците, го буди нивното сеќавање на тешкиот живот низ кој минувале нивните предци. Преминот од подсвеста во реалноста, од имагинацијата во историјата, освен на тешкиот живот и вековната борба на македонците за опстојување на тврдокорната балканска почва, води кон еден потесен географски простор и специфичен социјален фон, врз кој се родило ова ремек дело на народниот гении. Тоа се Мијачкиот крај во западниот дел на Македонија, како географска локација, и печалбарството, како посебен социјален феномен, типичен за цела Македонија, но наизразен токму во овие краишта. Печалбарството всушност значи заминување во други, некогаш сосема далечни краишта, за да се заработи за екзистенција на сопственото семејство. Во мијачките села, феноменот имал една сосема посебна специфика. Верскиот празник Петровден, 12 јули, селска слава на некои од селата од тој крај, бил моментот кога младите печалбари се враќале во родниот крај за да учествуваат на колективните свадби. Веднаш потоа следела нова разделба со најблиските, која била уште потешка од сите до тогаш. Сето тоа, сета тага, сета тежина на разделбата, предизвикувало длабока потреба од израз, експресија. Не само тогаш, ами и во целата историја на македонецот, песната и орото биле најверните придружнички токму во најтешките мигови од неговиот живот. И токму затоа, младите од мијачијата со оро го изразувале она, што можеби на друг начин не можело да се изрази со таква силина. Ете така обстојувало и се пренесувало тешкото, тој неповторлив символ на животот на луѓето од овие краишта. Орото започнува со удари на тапанот и со писокот на зурлите. Игрорците бавно се движат и формираат круг. Ороводачот, од кој зависи се,
Лесно ги подвиткува нозете и дава знак со марамчето. Тоа е знак игрорците да се фатат за раце. Започнува орото. Бавно, воздржано, достоинствено, со смирени движења за кои е неопходен виртуозен телесен баланс. Емоционалната напрегнатост и телесните движења се во чудесно единство од кое се раѓа фасинантна хармонија. Речиси постојано се балансира само на една од нозете, што бара совршена стабилност и психофизичка рамнотежа. Една од кулминациите на орото е кога ороводачот се качува на тапанот во изразита акробатска поза, што со текот на времето стана синоним на тешкото. Но рзнува тапан, и писок се крева, и молња светнува во секој глед. Вака Конески го опишува кусиот интерлудиум со кој се преоѓа во вториот, брз дел на орото. Преминот се отсликува во секој нерв од телото на игрорците. Погледот станува ведар, движењата се повеќе се забрзуваат и се нагласено експлозивни и синхронизирани. Сето тоа води до своевидна екстаза, што завршува со последните звуци на зурлите и тапанот. Така завршува таа своевидна микропроекција на една колективна историја, на една колективна емоција, што не можела да се изрази на повеличествен и повпечатлив начин. Сосема е разбирливо зошто тешкото не можеле да го играат сите. Го играле надарените членови на заедницата, кои со тоа стекнувале посебен углед. Но ороводач можел да биде само најдобриот од нив. Мијачкиот крај со неговите централни села Лазарополе, Галичник и Гари е речиси целосно иселен. Веќе не се слуша ехото на тапанот и гласот на зурлата. Печалбарите ги има повторно, но сега тргнуваат од други поаѓалишта, патуваат со други превозни средства, не се враќаат на Петровден и не го играат тешкото. Тој впечатлив споменик на македонската духовна култура остана само на концертната сцена, негуван од извежбаните играорци на државниот ансамбл за народни игри и песни на Македонија, Танец. Дали сме на прагот тој експресивен уметнички вулкан да се претвори во вкочанета магма? Црното сценарио е можно доколку не се искористат знаењата на се уште живите автентични практичари на оваа неповторлива уметничка форма. Можно е доколку на младите не им се понуди и можноста да ги препознаат и негуваат собствените корени. Можно е доколку дозволиме блескавите звезди на духовните возлети на минатото бидат прекриени од цивилото и смогот на загадената атмосфера на сегашноста. Но смееме ли да си го дозволиме тој луксус?